Ретки се луѓето во светската историја кои доаѓале до врвот на својата државничка кариера, а при тоа знаеле да останат своји, да бидат препознатливи и да останат со истите специфики, вредности и мани какво што ги имали порано. Без сомнение станува збор за ретка и чиста доблест, имуна на сите можни влијанија и опасности да биде контаминирана со негативните особености на новото време. И тогаш кога се ракуваше со големите светски политичари, и тогаш кога го троши секој атом од својата енергија за интензивирање на евроатлантските аспирации на Република Македонија. И тогаш кога неговиот миролюбив дух спречи понатамошна ескалација на конфликтот од 2001 година. И тогаш кога се среќаваше со обичните луѓе, работници и селани, секогаш, апсолутно, ама секогаш, Борис остануваше Борис. И токму затоа неговиот лик и дело се естаблираа во меморијата на македонските граѓани, но фатија корени и во добрите спомени на представниците на меѓународната политичка сцена. Во еден омилен цитат на председател Трајковски од книгата на пророкот Михеј стои запишено: човеку, речено ти е што е добро и што бара Бог од тебе, да работиш правично, да правиш милосрдни дела и понизно да чекориш со Бога. Борис Трајковски и тогаш кога чекореше по земја во Македонска, и сега кога чекори по патиштата на небесата, постојано чекори со Бога. За таквите луѓе, како што беше председателот Борис Трајковски, велат дека и по смртта живеат вечно. Ако е така, тогаш скромните луѓе кои ја заслужиле својата безсмртност, веројатно и по смртта остануваат скромни. И затоа, драги сограѓани пријатели, дами и господа, дозволете ми од длабочината на душата, од моје и ваше име, да кажем само едно: среќен 60-ти роден ден, председатели. Ви благодарам.